почитувани медиуми, почитувани граѓани, почитуван министер, директор, собственичка на компанијата. Искуството кое што оваа компанија го има и она кое што ние денеска може да го видиме, во пракса покажува што значи Европската Унија и европските програми за нашата држава, нашето земјоделство и за нашите компании. Тие во пракса искажуваат едно искуство кое што значи инвестиција, но и искористување на зелена енергија за производство кој што тие го прават во оваа компанија. Тоа директно влијае на подобрување и на животната средина во нашата држава, но и за развој на економијата. ИПАРД програмата е навистина корисна програма која што директно вложува во развој на земјоделието, но и на компаниите кои што имаат домашно производство. И со тоа тие стануваат конкурентни на европскиот пазар, стануваат конкурентни во регионот, заради тоа што имплементираат европски стандарди во своето производство. Ние како држава се стремиме токму да го постигнеме тоа, да создадеме домашни компании кои што почитуваат и одржуваат европски квалитет и европски стандард, се со цел нашата држава да стане европска држава. Токму ова укажува дека целиот оној пат кој што го изојдевме во минатиот период, навистина ќе ги отвори вратите за голем развој на нашата економија и на нашите компании. Ви благодарам. Почитувана потпредседателка на владата на Република Северна Македонија, госпоѓа Мила Царовска, почитуван директор на платежната агенција, почитувани собственици. Инвестицијата на компанијата, кој, ако не ја, е уште еден показател за широкиот спектар на финансиска поддршка што го нуди ИПАРД 2 програмата. А во овој случај мерката 7 диверзификација на фарми и развој на бизниси. Оваа компанија е успешен пример за искористеноста на можностите што ги нуди мерката 7 за инвестиции во неземјоделски производи. Од тоа што го видовме и не запознаа собствениците на компанијата, финансиската поддршка ја користеле за изградба на производствен погон, поставување соларни фотонапонски панели и набавка на опрема за производство на производи од дрво. Вкупната вредност на инвестицијата е 54,3 милиони денари, од кои 33,7 милиони денари е финансиска поддршка од ИПАРД 2 програмата. За сега, суровината ја користат за производство на конструкција за гарнитури, мерката диверзификација на фарми и развој на бизниси има навистина широка примена и нуди поддршка на најразлични инвестиции во земјоделството. По принципот на кофинансирање, ова мерка овозможува инвестициите во земјоделско производство, производство на прехранбени производи и пијалоци, односно мали преработувачки капацитети. Инвестициите во производство на прехранбени производи, занаечиски дејности, рурален туризам и друга. Токму со инвестициите од ваков тип ќе се придонесе за развој на руралните средини и за отворање на нови работни места. Преку мерката диверзификација на фарми и развој на мали бизниси го развиваме најмоćниот дел од економијата, а тоа се малите и средните предпријатија кои се двигатели на домашната економија. Здравствената криза покажа дека домашното производство во сите гранки е најважно, вклучително тука и земјоделството. Наша обврска како влада е да го подготвиме земјоделството, да ги искористиме сите потенцијали за производство и продолжување на инвестициите, за опоравување и заживување на економијата. Владата на Република Северна Македонија вети силна поддршка на економијата и затоа во наредниот период, преку сите мерки и политики, ќе создаваме поволна бизнис клима за раст и развој на домашната економија. Земјоделството, како важен сектор во економијата, тоа ќе го постигнеме токму преку ефикасната искористеност на ИПАРД 2 програмата. Благодарам. Почитувана потпредседател на владата на Република Северна Македонија, почитуван министер за земјоделство, шумарство и водостопанство, почитувани домаќини, почитувани медиуми, реализираните проекти како што е овој во фирмата Која ако неа се пример дека со мерките и средствата кои се реализираат преку платежната агенција сериозно влијаеме на развојот не само на домашната економија и модернизација на предпријатијата, туку директно ги развиваме и руралните средини, а се отвараат и нови работни места. Агенцијата води сметка корисниците на мерките и програмите кои ги реализираме да добијат целосна поддршка, се со цел реализација на квалитетни проекти кои ќе произведат производи со додадена вредност, а со тоа директно ќе влијаеме и на
домашниот бруто производ, кој сега, кога цел свет ги трпи последиците од корона кризата, ние и како добре дојден. Во таа насока сакам да информирам дека сите корисници на програмите и мерките од ИПАРД програмата, дека со престанокот на вонредната состојба, веќе од вчера продолжија да течат сите рокови на претходните отворени полици по ИПАРД 2 програмата, а за кои владата на Република Северна Македонија во април преку уредба ги стави во мирување заради пандемијата со COVID-19. Ова значи дека од овој момент продолжува да течи процесот за поднесување на апликации за мерка 1, инвестиции во материјални средства на земјоделските стопанства од ИПАРД 2 програмата и новиот продолжен краен рок за доставување на апликациите за мерка 1 е до 3 август 2020. Апликантите кои пак претходно имаат склучено договори, чии договори за реализација на инвестициите истекоа во време додека траеше вонредната состојба, согласно со уредбата со законска сила за примена на Законот за основање на агенцијата, имаат рок од дополнителни 60 дена по завршувањето на вонредната состојба да ги реализираат инвестициите. Додека пак сите оние кои роковите за реализација се уште им течат, рокот им се продолжува за онолку дена колку што рокот за реализација бил стопиран за време траење на вонредната состојба. И тоа почнувајќи од денот на престанокот на вонредната состојба. Апелираме апликантите да ги запазат роковите до кога треба да ги завршат своите инвестиции, бидејќи ние ги создадовме сите возможни услови и предуслови за да може успешно и целосно да се финализираат отпочнатите проекти. Овој проект беше од почеток до крај, целиот објект се изведуваше со разни проектанти, изведувачи, подизведувачи, надзори, консултанти и сите тие, освен по македонските закони што се работеше и по Европската унија критериумите, кои што беше многу битно, сите се наштимавме, се прилагодивме на тие стандарди и сега се тие истите изведувачи, подизведувачи, амбасадори понатаму во Македонија во нивните проекти. Имам информации дека и други инвеститори веќе сакаат да работат со ИПАРД фондовите. И третата работа што исто така ме радува е целиот објект има исто финансирано фотоволтаична централа која што сите машини, осветлувањето, климите, све работи на сончева енергија и производите се сите на одржливи извори на енергија. Таа сега, бидејќи летниот период и поголемо количество на електрична енергија се произведуваат и оди во мрежата се враќа во кој што и таа се наплатува.